Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со отвореното студио на телеканал Ајден. Денеска зборуваме за работата на детските градинки во општина Валандово, односно со колкав капацитет располагаат, во какви услови престојуваат децата и колкава е потребата од отворање на детски градинки во оваа општина. За таа цел ја поканивме директорката на детската градинка Калинка Валандово, господја Дафенка Ѓоргиева. Добар ден, господјо Ѓоргиева, и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден и добро ве најдов. Еве, кажете ни, знаеме дека поводот за вашето денешно гостување е новоотворената детска градинка во населеното место Удово, па кажете ни зошто токму овде се отвори детска градинка и со колкав капацитет таа располага во моментов? Вака, согледувајќи ги потребите на децата, односно потребите на родителите од организирана општествена згрижувачка и воспитно образовна активност на деца од предучилишна возраст, во поголемите населени места во нашата општина ја продолжуваме мисијата на нашата градинка која започнавме 2005 година, а тоа е отварање на нови објекти во поголемите населени места со цел поголем опфат на децата во градинката во општина Валандово. Кажете ни, еве, од која до која возраст се децата кои што ја посетуваат градинката во Удово? Само, ако може, капацитетот на градинката да го одговориме, да, и возраста. Значи, во градинка Удово, градинката во Удово располага со вкупно 40 капацитет од 40 за згрижување на 40 дечиња на возраст од 2 години до поаѓање во училиште, односно до 6 годишна возраст. Кажете ни повеќе околу проектот на изградбата на детската градинка во Удово, со што се располага и дали на дечињата им се обезбедени соодветни услови за престој? Да. Проектот за детската градинка Калинка во село Удово се одвиваше преку локалната самоуправа Валандово, Советот на општина Валандово. Реконструкцијата и адаптацијата на проектот ја финансираше градоначалникот на општина Валандово, господинот Николче Чурлиновски, согласно нормативите за градба во вредност од 2.500.000 денари. Опремата и инвентарот во нашата градинка беа финансирани од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, со што обезбедивме прекрасни услови за престој на 40 дечиња со организирана исхрана во самата институција, односно во самиот објект. Која е точната бројка на дечиња кои што посетуваат градинка во општина Валандово, во сите градинки кои што ги има во населените места, и дали бројот на децата расте се повеќе и повеќе? Во континуитет, почнувајќи од 2005 навака, бројот на децата е постојан. Еве конкретно оваа година, на почетокот во учебната воспитна година, од 1 септември, значи, како почеток на една воспитна година, запишавме 215 дечиња. Тој број се менува во текот на годината, меѓутоа со тенденција за зголемување. Најмногу деца прифаќаме септември, октомври и пролетните месеци, односно април и мај, бидејќи запишувањето на децата во градинка мора и се врши во текот на целата година. Така. Рековме дека освен во Валандово и во Удово, градинки има и во некои други населени места во оваа општина, па еве како дојдовте до идеја да се отварат детските градинки во овие места, што и не се малку, со оглед на тоа што сепак Валандовска општина е мала? Мислам, целта беше да се задоволат потребите на родителите и во селските населени места и да се изедначи општествената грижа на децата од предучилишна возраст, како во селата, така и во градот. Значи, се роди идејата да се градат градинки во местото на живење во поголемите населени места, се со цел да се задоволат потребите на современите семејства и во селата. Така. Дали според вас еве носењето на децата во градинка во денешно време е тренд или повеќе е потреба за родителите? Се разбира дека е потреба со цел да се зголеми, нели,
економската моќ на семејството и секое семејство, сите родители сакат да бидат вработени и си бараат работа, а да бидат исто така истовремено и релаксирани од организираниот опфат од страна на државата, односно од страна на Република Македонија, кое што го има предвидено преку Министерството за труд и социјала, да бидат згрижени децата и да се истовремено да се одвиват активности спрема одредени програми, спрема одредени нормативи и стандарди, така да мора да се организира соодветна воспитно-образовна активност и згрижувачка активност во истата, во градинката. Во контекст на ова, кое е, да речеме, работното време на градинките, од колку до колку родителите може да ги оставаат децата да бидат згрижени во градинките? Се разбира соодветно законот, работното време е 8 часовно, почнувајќи скалесто е работното време и го одредуваме работното време во секој објект поотделно, спрема потребите прво на родителите и спрема законот, нели? Например, во градинката во Валандово, работното време започнува во 6 часот, а завршува во 17 часот. И така, градинката во Пирава има посебно работно време. Конкретно, градинката во Удово, што беше отворена оваа недела, работното време го одредивме заедно согласно законот, меѓутоа и согласно потребите на родителите. Од 6:30 до 14, односно до 16 часот поручек. Еве, кога веќе пак ја спомнавме новоотворената градинка, дали Валандово има кадар, стручен кадар, конкретно за во градинките, што им е потребно, нели, на децата? Значи, во воспитно-образовната активност ја водат, односно ја работат воспитувач и неговател во секоја воспитна група. Конкретно во градинката сега зборуваме, нели, за Удово, има 2 воспитни групи од 2 до 6 години, таа е хетерогена, како и односно од 2 до 4 се извинувам, и од 4 до 6 втората воспитна, исто и таа е хетерогена, не се чисти возрастни групи. И во едната и во другата треба да работат воспитен кадар, воспитувач и неговател. Има организирана исхрана во градинката и организирано одржување на хигиената во самата градинка. Така. Што е со родителите, еве, како се тие задоволни од новоотворените градинки? Рековте дека сега има во повеќе места, поблиску им се, еве, колку се тие задоволни од условите во градинките во општина Валандово? Се разбира дека, нели, превозот пред се, за разлика од основното образование, каде што превозот на децата е организиран односно организиран од самата држава и финансиран од државата, кај нас превозот во предучилишното е по желба, односно не е задолжително престојот во градинката, меѓутоа по желба и потреба на самиот родител, односно на семејствата, на младите семејства. Заради тоа, децата, конкретно, децата од село Удово, континуирано посетуваа градинка уште од 2005 па и наназад по 20 до 30, оттаму се создаде и потребата за отварање на овој објект. Значи, децата ги носеа, например, 10 деца имаше или 13 во градинката во Валандово, 6 деца во градинката во Јосифово, со цел да ги организираме, односно да им ја олесниме по финансиската страна на родителите, во однос на секојдневната обврска, да ги носат во друго место и со цел, нели, во местото на живење, се знае, едно мало детенце наутро да не патува, да не биде во местото на живење. Тоа беше и основниот мотив, нели, да се отвори и градинката во Удово, па во Јосифово, Пирава најпрво и така. Кои се всушност условите да се прими едно дете во градинка и еве од која возраст може да почнат родителите да ги носат? Законската регулатива предвидува упис, односно прием на деца од 9 месеци до поаѓање во училиште, односно до 6 годишна возраст, иако има и можност продолжителен престој до 10, нели, години, иако детето е на училишна возраст.
Меѓутоа, кај нас формата е од 9 месеци до поаѓање во училиште до 6 години. Практиката така, имаме групи во Валандово, 7 групи во Валандово, имаме една група во Пирава која беше отворена 2005 година, се покажа оправдано нејзиното постоење и понатака има во континуитет 25 до 30 деца. 2010 година отворивме градинка во село Јосифово со 2 воспитни групи комбинирани од 2 години, од 9 месеци до 2,5 до 3 години и од 3 до 6 години. И таму се оправда постоењето на самата градинка со тоа што имаме во предвид да се прошири уште една занимална со цел да ги задоволиме потребите во село Јосифово и населените места Калково, Горна Мала Јосифово. Во однос на капацитетот на градинките, дали располагаат со доволно слободни места? Се чекали многу ред за прием на дете во градинка? Значи, одман сега со претходното прашање ви одговорив. Во градинката во Јосифово има потреба, значи, да се отвори уште една занимална со цел да ги задоволиме потребите. И само во градинката во Јосифово имаме листа на чекање, додека градинката во Валандово има 1 до 2 слободни занимални. Градинката во Удово е со исполнет капацитет 36 деца моментално, меѓутоа ќе бидат префатени до 40 дечиња. Така и ве рековте дека во Јосифово има листа на чекање за прием на дечињата во градинката и што е, да речеме, пресудно оние кои што се на листата да влезат што побрзо, да најдат што побрзо слободно место за нивното дете? Како се доаѓа до слободно место кога веќе оние што се на листата чекаат? Листата на чекање спрема временскиот период како ќе се пријават родителите, меѓутоа оваа година ветено е од локалната самоуправа и од градоначалникот дека ќе се прошири капацитетот во Јосифово. Исто така предвидено е и нов објект во друго населено место, односно населените места од Бојмискиот дел, тоа се село Брајковци, село Балинци, Марвинци, па и Грчиште, со цел и истите деца кои што не доаѓаат исто наназад во континуитет, едно 20 до 30 деца во градинка, и со цел да ги офатиме и другите деца кои што немаат можност родителите да го финансираат патувањето и престојот, значи да им олесниме во место на живење. Планирано е, мислам, од оваа година да се отвори нов објект во село Брајковци за таа иста намена. Така. Каква е програмата во градинките за развој на децата? Програмата се реализира согласно законот, согласно стандардите за раниот детски развој за дете од 0 до 6 годишна возраст. Програмата ја реализираме тематски, исто така и согласно проектите дадени од Министерството за труд и социјална политика. Можеме, ако сакате, да ви ги набројам кои се проектите кои што се реализираат. Екопроектите ги имаме, почитување на различностите и мултикултурализмот во раниот детски развој, градот низ проект, градот низ детските очи, проектот Градина во детските градинки, кој што е многу интересна и која што веќе 2-3 години ја реализираме во во самата градинка имаме своја градина, каде што децата, заедно со воспитувачите, одледуваат зеленчукови растенија. Се знае нашиот крај рано градинарски зеленчукови растенија и каде што истите плодови ги уживаме после созревањето. Така. Проектот од дете за дете, проектот Семејство и семејни вредности, проектот Моја хигиена, моја навика, рециклирање со имагинација и многу други проекти. Работата во сите градинки, значи, ја работиме во корелација заедно со, значи, Советот на воспитувачки и негователки, еднаш месечно имаме состаноци.
Имаме организирано театарски представи каде што сите деца заедно ги носиме во градинката во Валандово. Имаме предвидено, планирано учени, односно детски екскурзии, екскурзијата во Дојран или пак во нашите излетнички населени места, како што е областа Манастирот Свети Ѓорги, како што е базентот во Валандово и како што е игралиштето во нашиот град. Така, значи, освен проектите и активностите во градинката, имате и надворе, значи отворени надворешни излети и активности во градот и населените места. Така. Спомнавте дека во план е да се прошири капацитетот на градинката во Јосифово, но за крај кажете ни дали имате во план да се прошират капацитетите и во другите градинки или пак можеби да се отвори нова градинка во некое друго населено место каде што има потреба, нели зависно од потребите и од бројот на дечиња. Па со разговорот веќе испомнавме, капацитетот во Јосифово заради потребата од самите родители се планира, се планира да се отвори. Исто така заборавив да кажам дека планираме да отвориме и градинка во турските населени места, односно во едно од поголемите турски населени места. Сега, зависно од потребите на родителите, дали тоа ќе биде село Дедели или село Чалакли, и исто така е предвидено, каде што наставата, односно престојот и активностите ќе се одвиват на турски наставен јазик и ќе бидат вработени воспитувачки од турската националност. Така, нели тоа на некој начин би им улеснило на тие дечиња да можат да разберат. Инаку во текот на годините кај нас имаме прифаќаме и дечиња од село Дедели, од Чалакли, од турската националност, со тоа што во период од една година и помалку брзо го учат македонскиот јазик, деца од мала возраст. Така. Господјо Ѓоргиева, јас ви благодарам за вашето денешно гостување и се надевам дека и натаму општина Валандово ќе му возможи убав престој на дечињата, дека ќе се отворат уште многу градинки, што секако би го олеснило и за родителите и за дечињата. Благодариме на поканата и на промоцијата на нашата градинка и на нашата општина. Се надевам дека и во иднина ќе се шириме и ќе имаме можност да прифатиме што поголем број на деца и оние деца кои што не се заинтересирани да бидат прифатени во градинките, односно од оние родители кои што и не се во можност да бидат прифатени, бидејќи и Министерството за труд и социјална политика, или нашето ресорно министерство, има проекти каде што ќе вложи средства со цел бесплатно за таквите деца кои што или семејства кои што немаат можност да плаќаат престој на градинка, да им го олесни, значи финансирањето, а децата да бидат згрижени во нашата градинка. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте во овие неколку минути. Тука е крајот на денешното издание, а се гледаме повторно во наредното. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!